Над 60 рудари од Добрево и Тораница во мрак, долговите им ја исклучија струјата. Беда, сметки се трупа, извршители многу има. Моментално со моје сознание што колегите и ако заменик синдикалец имат помош што тражат, имате негде околу 50 до 60 луѓе исклучено струја. Живеат без струја, во тешки услови, немаат беда, не можеме најосновните работи, односно најосновните потреби да ги платиме, да ги подмириме. Работниците кои работат на одржување уште немаат земано плата, немаат здравствено осигурување, исто и пензиско осигурување. Ова е резултат на неработењето на двата рудника од кои плата примаа 1000 рудари во Пробиштип и Крива Паланка. На нив Индоминерали им должи 3 плати и тие се едни од доверителите кои чекаат разрешување на состојбата со рудниците. Во меѓувреме, во Штипскиот основен суд заврши првото рочиште за Индоминерали. Вкупниот долг според пресметките на стечајната управничка е околу 8,7 милиони евра. Од нив 3,3 милиони беа оспорени од страна на побарувачите. Се разгледува приговорите кои што беа доставени до стечениот судија и до стечениот управник, односно пријавите кои што беа оспорени, беше дадено образложение од страна на стечениот управник кои од нив се прифатени, кои се оспорени, имаат одреден рок и после тоа нормално оние што се оспорени ќе се бараат во судска постапка. Ова е прво рочиште за Индоминерали, по кое следува уште едно, на кое доверителите треба да го дадат конечниот збор за тоа што со рудникот ќе се случува. Стечениот управник ќе предложи до Советот на доверители на кој начин ќе биде на кој начин ќе се одвива понатамошната стечајна постапка, односно како доверителите најмногу ги интересира како ќе бидат исплатени нивните побарувања. Свој став имаат рударите за кои приоритет се работата и екзистенцијата. Што поскоро да се рестартира рудникот, да почнеме со работа, да работиме, да произведеме и да земеме плата за гола екзистенција. Инаку за Индоминерали интерес покажаа неколку странски компании. Огласот за концесија веќе е објавен и право за пријавување сите заинтересирани имаат до 14 март. Кој ќе ги замени индиците во Добрево и Тораница, најверојатно ќе се знае 2 дена подоцна, за кога е закажано јавното надавање.